Лани лето бевме многу непријатно изненадени кога свативме дека шумскиве власти одлучиле да ги оголат планините над нас, а ние имаме проблем бидејќи сме доста ерозивно подрачје. Тоа не натера да се здружиме сите заедно, станавме единствени и тврдокорни и до крај не ја попуштивме ситуацијата. 12 август го блокира патот. Сабаље ми дојде полиција, ме разбудија во 5 сата, па така од тој ден почнавме секој ден се бериме повеќе луѓе. Прва акција беше сите се здруживме, нима од евано остаено ѓубришта, гранки, дрва и стари ѓубриња што беа селски, го изчистиме комплет селото од крај до крај, околу 1500 метри канали наоколу ги ископавме да го заштитиме селото. Моментално селото е заштитено од вода. Се смени, поинако е сега со живот во Љубојно. Се зближивме многу луѓето. 28 март ова година се случи голема трагедија, ми се изгори куќето. Некои средства што имавме собрано за селото чистење, се договоривме да ги донираме за него, да му помогнеме. Цела куќа му изгори. Ние што му помогнавме 2-3, ако така ќе беше, а вака се сложи. Моите пријатели, жители од Љубојно, покажаа солидарност и му сум многу благодарен. И ова може прилика да му се заблагодарам на сите што донираат. Покажуваме дека сме доста сплотени и ќе продолжиме на тој начин да функционираме. Од ко стана ова со шумата, поинако е народот во селото. Поинако се живееме сега. И се надевам и мојата ќерка и децата на сите други родители дека исто ќе научат нешто и ќе продолжиме со тој начин на сплотеност на живот.